Добро вечер, почитувани гледачи, и добре дојдовте во уште една изборна дебата, втора поред во организација на телевизија Орбис со дел од носителите на кандидатските листи за советници за изборите на 15 октомври. Во претходната имавме можност да погледнеме четворица носители на кандидатски листи, за жал во ова имаме само двајца. И тоа Ивана Танасовска, носител на кандидатската листа за советници од политичката партија Левица. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, фала. И Ѓорги Велјанов, носител на кандидатската листа за советници од Народно движење за Македонија, НДМ. Добро вечер и за вас. Добро вечер и благодарам на поканата. Од она што и гледачите самите можат да го забележат, отсутни се Јасна Дурлова, носителот на кандидатската листа од група избирачи Јасна Дурлова, и господинот Неџмедин Елмазовски, кој што утрово се јави и кажа дека заради службено патување во Скопје не може да присуствува, инаку представник на Демократската партија на албанците. Оттаму и овие две столчиња остануваат празни. Но се надевам дека во следниве минути граѓаните ќе имаат можност да чујат нешто повеќе за она што Левица и Народно движење за Македонија го имаат како визија за развој на Битола. Започнуваме со дамата, иако морам да признам на самиот почеток ми е исклучително тешко да ви се обратам со госпоѓа Танасовска, госпогице веќе и неприлично и недолично за однесување. Оттаму во текот на емисијата можно е да Ивана да ве ословам и заради фактот што се познаваме долги години наназад, меѓу другото сте внука на една моја исклучително драга пријателка. И рековме започнуваме со вас да ни се представите на почеток, горе-долу имајќи во предвид дека носечките, големите политички партии за носители имаат добро познати ликови. Вам ве гледавме изминатиот период многу пати на пресконференција, особено кога синдикалното движење беше во прашање, но сепак, која е Ивана Танасовска? Значи, пред се морам другарка, божи да ми ставувате. Да, тоа и приликува на Левица. Да. Ивана Танасовска е долгогодишен активист, беше дел и се уште дел од Движењето за социјална правда Ленка. Пред се фокусирана кон социјална правда и работнички права, меѓутоа во Битола е активист уште од средно, па со формирањето на Левица, односно застана со другарите и другарките да ја формира Левица и да започне на нова иднина за овој народ во Македонија пред 2 години. Познато е на сите, се разбира дека паролата "Силата е во младите" и многу пати се покажала како точна, но сепак за овие локални избори твојата младост е придобивка или е од друга страна пак можеби кочница за подобар политички ангажман? Предпоставувам дека се уште треба да се градам политички и тоа е јасно заради моите години. Меѓутоа сметам дека е голема придобивка и за Левица и за Битола, од проста причина што во Левица пред се луѓе кои што немаат никакво црно минато и се луѓе ентузијасти кои сакаат да се навистина да се борат искрено и честно, затоа што ние сме секогаш на страната на обесправените, на осиромашените и на сите оние кои значи против сите се формиравме против сите оние кои 26 години не осиромашуваат и затоа многу ми е жал затоа што во овој момент се чувствува Левица деградирана, што не може да дебатира со ДПМН и СДСМ и да укаже на кои проблеми треба да се обрни внимание и да се решаваат работите онака како што навистина треба, а не да продолжуваме да тониме се повеќе и повеќе. Добро. Во секој случај, граѓаните ќе имаат можност да ги чујат вашите ставови и мислења токму во врска со тие најгорливи проблеми. Господине Велјанов, прв пат ве гледаме во третата седмица од изборната кампања, практично на залезот. Зошто сте се одлучиле за таква тивка и сосема настрана од камерите кампања? Видете, нашата кампања не е финансиски оптеретена со некој голем буџет, бидејќи ја се вклучив во ова народно движење како партија која досега не партиципирала воопшто во власт. Значи, таа постои 15 години, меѓутоа не била сателит партија ниту на едната, ниту на другата голема политичка партија. Се вклучив од причини, гледајќи ја пред се социјалната неправда во нашето општество, во нашиот град, тонењето на нашиот град, како град кој имаше прерогативи дека е конзулски град, дека е град втор по големина, град кој има историско минато, меѓутоа сега гледам дека овој град
станува една касава, да се изразам со тој поим, која некаде постои на картата на Македонија и на Балканот, и како битолченец, роден битолченец, по татко, по мајка, по дедо и по баба, сметам дека треба да се вклучам и да придонесам во обновувањето на овој град. Кој е Ѓорги Велјанов? Ѓорѓе Велјанов е граѓанин на Битола, моментално невработен, кој е активист подолго време, можем да кажем народен активист. Почетоците на моите активности се околу еколошките акции со движењето Молика, кога се боревме во еден период на политичка активност на двете големи коалиции, тоа беа ВМРО, ДПМН и Демократска алтернатива, кога председателот на Демократска алтернатива се залагаше за отворање на четврт блок во рударско-енергетскиот комбинат Битола, така што јагленот требаше да се донесува од Грција. Ние покренавме тогаш акција за спречување на таа изградба, тогаш имаше и Министерство за екологија, така да резултатите беа да не се изгради тој блок на корист на граѓаните на Битола. Потоа бев долго време активист околу обештетување на штедачите на ТАТ. Имав добра соработка со ова, стално доаѓавте на пресконференции, на собранија, на митинзи. Меѓутоа, владањето на една политичка гарнитура која имаше возможност да го реши ТАТ и да ги обештети претежно битолчани, бидејќи 95% беа, не се случи тоа. Бев малце разочаран, бев разочаран и од настаните во државата во Република Македонија, така да еден извесен период се повлеков, сега духовно надграден, охрабрен, да можам да го артикулирам моето незадоволство и да излезам да зборувам против двете големи политички гарнитури, кои во Битола и во Македонија едноставно се надгласуваат кој направил поголемо зло, а не дозволуваат на некои други политички помали партии да се вклучат во политичкиот живот, се со цел да се подобри состојбата за сите граѓани, за целиот народ, зборувам за целиот народ, бидејќи не можам да двојам некој по пол, по нација, по боја на кожа или по религиозна припадност, бидејќи со тоа се намалува просторот за едно позитивно, прогресивно делување во оваа држава. Бидејќи моментите се случуваат такви не само кај нас, туку во светот, бидејќи ние сме држава која ги сноси последиците од настаните во светот, да она што ќе се случи во светот ќе се случи и кај нас. Значи, настаните на голема неправда во нашата република, во нашата држава, можат да доведат до излегување од контрола на неповолна состојба во градот и во државата, така да тоа ќе биде големо зло и за оние кои се нафатирале многу богато, да речем, они 1% во Македонија кои живеат доста лагодно и лесно, и за оние други 99% кои крпат крај со крај. Во оваа емисија сепак ќе се задржиме малку на локалното и повеќе на Битол, отколку на она што во државата може или се случува. Ивана, освен тебе рековме која што горе-долу те познаваме преку медиумите, низ различни медиумски настапи, кои се останатите лица кои што се на кандидатската листа советници од Левица и зошто само на тебе е фокусот на пресконференциите кои што ги одржувате? Предпоставувате дека еден советник во Советот на општина Битола ќе биде доволен плен за Левица на овие локални избори? Значи, пред се листата на луѓе е составена од активните членови на Левица, меѓутоа и од луѓе кои што се занимаваат со најразлични професии. Меѓутоа, нашиот фокус беше ставен на сите работници, што значи дека сите сме работници, тоа е и она кое што Левица постојано го кажува. Зошто сум јас? Значи, кој да беше од моите другари и другарки, фокусот веројатно ќе беше така. За жал, се уште кај нас се гласа за личност. Значи, не треба тоа треба да се тргне, односно треба да гласаме за она што го представува личноста. Ивана беше избрана, не беше Дејан Лутовски или Никола Славевски,
заради сплет на околности кои што се случуваше, меѓутоа локалниот огранок сметаше дека мене треба да ми ја даде таа доверба, но она што сакам да го потенцирам е дека сите еднакво делуваме. Кој да беше на моје место, фокусот ќе беше ист. Доколку на овие локални избори Левица има барем еден представник во Советот на општина Битола, тогаш дефинитивно ќе покажеме како може многу поинаку да функционираат работите во иднина. Тоа многу сакам вака да ми го објасните малку пошироко, се разбира и граѓаните. Во претходната дебата имавме исто представници кои предпочитаат или полагаат надежи дека ќе имаат барем еден представник во Советот. Што би значело само еден советник во Советот на општина Битола? Како тој би делувал, зошто би покажал дека може поинаку нешто да функционира, кога предпоставуваме како се однесуваат и едната и другата голема политичка партија или нивните коалиции. Левица е партија која постои околу 2 години. За само 8 месеци имаше над 1% гласачко тело на ниво на држава, и тоа само во 5 изборни единици со листи. Тоа ќе значи дека се уште продолжуваме да се градиме и дека се градиме и дека на тој начин ќе почнеме да делуваме институционално. Напоменувам, ние сме активисти, нам не ни е целта да имаме функции, да бидеме директори и така натаму, особено не во вакви услови, но сакаме да ги кажуваме проблемите на граѓаните. Значи, еден советник ќе значи дека ќе ги пренесува, ќе биде линкот помеѓу народот и советот, односно градоначалникот, и тоа ќе значи дека ние реално ќе ги пренесуваме проблемите, а Ивана нема да гласа за нешто што смета дека, односно како представник на Левица нема да гласа нешто што смета дека не е во ред. Тоа значи дека ќе гласаме со убедување на она што на народот му треба. Претходното прашање ми е во корелација или во смисла кога доаѓа денот на изборите, без разлика колку симпатии привлекле едни или други, народот сака да се поведува по масата, па знаејќи дека СДСМ или ВМРО ДПМН се оние кои што се обично локомотивите на возот, на крајот велат сепак јас ќе гласам за едниот или за другиот. Како ќе ги убедите дека гласот даден за Левица нема да биде залудно потрошен? Затоа или како ги убедувате во овие 2 недели веќе поминаа? Значи, затоа напомнам дека Левица не постои од избори за избори. Левица постои за да функционира цел период. Без разлика на исходот на изборите, ние продолжуваме да работиме. Ние ќе бидеме на терен, ќе бидеме активисти и така полека ќе ја враќаме довербата на овој народ. Затоа што ние не сме партија која што треба да биде активна само за избори. Меѓутоа сметам дека голем дел од народот веќе не познава, во Битола веќе не познаваат и сметам дека би решили да ни дадат доверба и да видат дека работите можат да функционираат поинаку. Сте биле во минатото дел и од различни герила акции, кои што на овие избори ги нема. Зошто? Заради политички коректното однесување кое што треба да го задржиме сепак во рамките на една изборна кампања. Па не знам колку треба да бидеме политички коректни во одредени ситуации, меѓутоа сметам дека атмосферата не е повеќе таква да можеме само со герила акции да делуваме, затоа што на овој народ 26 години му е смачен од се што се случува, буквално страда и ние бараме алтернативен начин да можеме да ја вратиме довербата и да функционираме, односно народот да еднаш за секојаш да биде задоволен од она што се случува во сопствената земја. Господине Велјанов, рековте дека сега е моментот, после разни активности кои што ги имавте, почувствувавте дека ова е моментот кога треба повторно да се ангажирате. Зошто? Зборувам на локално ниво. Да, јас цело време мислам на локално ниво, бидејќи Битола ми е пред се. Тоа го констатирав, гледајќи ја општествено-политичката состојба овде во Битола, го видов големото раслојување, видов дека секоја втора куќа се распаја, а секоја втора фамилија е во странство. Кога слушам многу од родителите дека нивните деца се во странство, кога гледам се повеќе домашни миленичи шетат битолчани, а тој е недостаток на шетање на внучиња. Кога гледам дека еколошки Битола е во тотален колапс, кога гледам дека кај луѓето нема никаква насмевка, кога гледам дека луѓето се страшно разочарани и сметав, нешто посилно беше во мене, да се вклучам во една партија, бидејќи неможноста финансиски да го поднесам теретот околу сите овие процедури на настапување на независна листа, а имајќи го предвид фактот дека председателот на оваа партија 15 години се бори
против неправдите во оваа држава. Иначе, неправдите во оваа држава се, да речем, поврзани со Битола. Битола е град кој мислам дека најмногу е оштетен во Македонија, не само со ТАТ, со аферата ТАТ, не само со еколошките проблеми, туку и со невработеноста, со иселувањето. Иначе Битола во поранешна Југославија беше втор реон, после Далмација, значи Битолско-Преспанскиот регион беше втор дел во Југославија по раселеност, односно по иселеници во Америка, Австралија, Канада и Европа. Истото сега се случува со Битола. Сега имаме нов бран на екзодус. Стално имаме бранови на екзодус и јас мислам дека Битола веќе не е ни втор, не е ни трет град по големина во Македонија. И тоа е една страшна состојба. Ова треба да ги загрижи интелектуалците, треба да ги загрижи луѓето во Светскиот македонски конгрес, во Македонската академија, во црквата. Ова е проблем кој го допира целиот слој на битолчани и на граѓани на Македонија, односно народ на Македонија, бидејќи се соочуваме со иселување на селата, со распад на градовите, Скопје станове на голема градска концентрација, голем конгломерат, кој изгледа како една џунгла од бетон, а додека останатите градови, поготово Источна Македонија, се иселуваат во странство, цела Источна Македонија е иселена во Италија. Зошто мислите дека локалната самоуправа може нешто повеќе да направи во однос на тие прашања? Па мислам дека локалната самоуправа е институционален фактор кој може да ги промени настаните во Битола. Сметам дека таму може да се собере една прогресивна сила, една голема свест на представници на Битола, кои што институционално ќе се борат против сите овие проблеми. Мене ќе ми види радост да видам во Советот на Битола што повеќе луѓе кои не се од големите политички партии, луѓе кои ќе бидат охрабрени, нема да работат по директива од Скопје, нема да им се јават по телефони да му кажат како да гласат. Јас тоа го имам доживеано како член на Советот, на првиот Совет во Битола, кој се растури. Не знам дали друг Совет во Македонија се има растурено. Така да, припаѓајќи на една политичка партија, председателот доаѓаше буквално на седницата да прати како гласаме. Тоа беше недозволиво, недопустливо. Ние мислевме порано да речем дека имаме некоја демократска слобода да одлучуваме, но ние се уште не сме излезени тој едноумен систем во поранешна Југославија кој беше. Значи, ако во Југославија имавме едноумие, сега имаме двоумие. Значи, председателите на двете политички партии се однесуваат како тирани на своите членови и членовите се едноставно избрани од одзгора, од тиранинот, и се покорни на тиранинот, и се послушни на тиранинот, се со цел да имат некоја лична корист, приватна корист. А не гледаат за општото добро на граѓаните, во конкретниот случај за Битола. Значи, тие треба да застанат зад интересите на битолчани. Треба да застанат зад интересите на секој граѓанин на Битола. Не да се растрчуваат сега за време на кампања 4 години да ги нема. Тоа е проблемот во нашето општество. Јас кога зборувам за општи теми, зборувам и за Битола. Битола е еден специфичен екземплар, повторно ќе кажем во Македонија, кој неблагопријатно го гледаат политичките елити од Скопје. Се со цел Битола да биде на маргините во Македонија. Ние ако земиме сега во сегашна ситуација дека живееме во обединета Европа, во Европа без граници, ние имаме некоја вештачка граница меѓу овој народ и народот преку таа граница. Ние треба да соработуваме. Ние едноставно во Ленин треба да одиме само со лична карта. Словенците во поранешна Југославија патуваа само со лична карта, одеа во Трст, во блиските градови, во Грац, во Австрија, на работа со лична карта. 50-тите години моите родители патуваа во Ленин само со лична карта, а ние сега треба да бараме визи. Добро, сепак тоа се државни прашања кои што министрите за надворешни работи некогаш би требало да ги разговараат.
Одиме со програмата или со она што го има замислено и го представува левица за промена на сликата во која што се наоѓа Битола, особено последниве години. Имате 16 ударни мерки. Како стигнавте до оваа бројка 16? И зошто се овие токму тие кои што мислите дека се ударни? Па 16 ударни мерки е затоа што ние сме подреден број 16. Требаше да бидат искрено 15, меѓутоа кога го добивме бројчето... Која е измислена? Или нема измислена? Нема измислени. Не смеат да бидат измислени. Вака, ние сме партија која што и на овие локални избори, како и на парламентарните, нудиме конкретни решенија. Тоа значи дека немаме програма која што представува книга, туку представува конкретно решение кое што треба да се делува и треба да се реши. Се осврнавме на 16 работи од било која област која што не засега. Значи, тргнувајќи од образование, култура, па се до јавно сообраќајно предпријатие како прва мерка, затоа што сметаме дека тоа представува огромен проблем во Битола и околината. Па продолжуваме со топлификација и гасификација, намалување на сметките кон водовод, нискоградба и комуналет за 50%, па се надолу до 16-та мерка, која што за нас представува исто така исклучително важно. Во 26 години ние сме првата партија која што сака од особено значење да ја прогласи колонијата на малиот битолски Монмартер и тоа да биде со финансирање на општина Битола. Особено интересна е оваа со гасификација и топлификација. За чудо, една од мерките кои што сосема одговара на програмите на политичките партии кои што ги, условно кажано, напаѓате заради однесувањето или заради владењето во различен период. Зошто мислите дека топлификација и гасификација треба да има во Битола идентично како што мислат и во МРДПМН и СДСМ? Вака, секоја здрава политика која што големите политички партии би ја промовирале за граѓаните, односно за народот, секако дека ние би ја поддржале. Но, разликата е тоа што ние бараме јавни предпријатија на топлификација и на гасификација. Тоа ќе значи дека парите од народот ќе бидат пари за народот. Односно, секое јавно предпријатие е во служба на народот и од народот и за народот. Значи, топлификација и гасификација е нешто што е нужно во ова општество, посебно во Битола, значи ги имаме условите, меѓутоа што се случуваше досега, никој не знае, освен дека парите се трошени на погрешно место. Топлификацијата ќе донеси многу голем бенефит, и од еколошки аспект. Значи, субвенционирањето на струја, кое што се кажува дека треба да биде во рамките на Битола, односно битолчани да плаќаат помала струја, првен тоа не е левичарска мерка, а втора работа тоа не е излез за почист воздух. Намерно се осврнав на таа тема затоа што тоа представува голема еколошка мерка во однос на топлификација. Да, пошироко сигурно. Само накратко во однос на помалку давачка кон струјата, тоа ќе значи дека ќе имаме поголема потрошувачка на електрична енергија, а тоа ќе значи поголемо производство на рек Битола, а тоа ќе значи пак позагаден воздух. Затоа топлификација е алтернативното, односно нужно решение и од еколошки, меѓутоа и од социјален аспект за битолчар. Еден од кандидатите за градоначалници, свесно или несвесно, ја го наметна прашањето постојано да се информира и да бара податоци за финансиската конструкција која што еден или друг проект би ја представувал. Имате ли вие воопшто такви замисли, колку нештото би чинело, како тоа би се извело, имајќи во предвид дека и во движењето Ленка имавте приврзани кои што во моментов е во Министерство за финансии или негова помош не побаравте воопшто? Искрено негова помош не побаравме. Кога станува збор за финансии? Ние сме со Бранимир нормално во контакт, тој е наш другар. Меѓутоа, во однос на буџетот, затоа што зборуваме за општина Битола и на локално ниво, сметаме дека за сите овие работи, особено мерките кои ги предлага левица, дека се конкретни мерки кои можат да се остварат. И на крајот од денот, тоа се мерки кои треба да се остварат со наши пари на граѓаните, а претходно не беа остварени затоа што 26 години парите беа крадени, односно имаме страшен криминал во општина Битола, не само овие години, додека ние паметим или помладите генерации паметат, туку сите 26 години не се прави ништо за Битола и Битола е целосно уништена. Дали свесно или несвесно, не знам.
Меѓутоа, дефинитивно пари во буџетот на општина Битола има. Господине Велјанов, не знаеме вие со какви мерки ја барате довербата на битолчани. Имате ли вака, ако не написмено, очигледно немате досега, не сме виделе програма, тогаш кога се движите помеѓу битолчани, топ приоритети, така сега милуваат големите партии да викаат, неколку кои што сигурно ќе се залагате да се реализираат. На што сте најмногу фокусирани? Еве ќе ви кажам околу тоа. Кај нас нашиот народ, кога разговарав околу приготвувањето на кампањата, да речем, на листата, нашиот народ ни викаше вака. Зашто вие и кој сте вие сега да се вклучите политички? Јас реков дека сум јас личност која сакам да придонесам за градот Битола. И нив ги прашував што е потребно за Битола во сега оваа ситуација. Некои ми зборуваа кои беа вработени за комуналните проблеми. Ми зборуваа за улици, за паркинзи и за ред други работи. Мислам, можеме и за таа тема да разговараме. Но поголемиот број на граѓани ми зборуваа дека е потребно забослување. Потребен им е леп. Во овој град недостасува работа. Може би локалната самоуправа не може да го обезбеди тоа, ке речем во наводници, може би не може, но јас мислам дека постојат алтернативи, дека и локалната самоуправа може да се заинтересира преку различни фондови за решавање на различни комунални проблеми, да ги вклучи невработените граѓани во тие нејавни предпријатија, како што беше спомнато сега за топлификација и за нешто слично, да ги вклучи во тие проекти и на тој начин тие да бидат запослени, да вадат едно парче леп. Кај нашите граѓани изгубена е радоста. Значи, нашиот народ, кога зборувам нашиот народ, зборувам за сите граѓани, без разлика на пол, на религиозна припадност, треба да бидат духовно обновени, а ќе бидат духовно обновени кога ќе бидат најадени, кога нема да бидат гладни, кога нема да бидат револтирани, кога нема да бидат рамнодушни. Во оваа кампања луѓето гледам дека се премногу револтирани и рамнодушни, затоа што нивните фамилии трпат заради големата невработеност во Битола. Истовремено и рамнодушни и револтирани. Рамнодушни кон политичките партии. Така. Затоа што ме прошевуваат ти од која политичка партија доаѓаш. Тие мислеа дека доаѓам од некоја од големите партии и воопшто не сака да дискутират, да речем, за и да слушаат, да речем, за предлозите на Народно движење на Македонија, бидејќи тоа име предложи, туку тие сакаат да зборуваат за нивните проблеми, за нивниот револ. Кој ќе тргнеме да ја погледаме Битола, да прошетаме низ Битола, ќе видиме дека, еве, зимско време, многу повеќе се чувствуваш, има недостаток од чист воздух, недостаток од кислород. Се чувствува недостаток од зеленило. Гледајќи ги површините, зелените површини, како доста од дрвата се исечени за време на зимскиот период заради недостаток на огрев, тој простор може да се надополни со засадување на нови дрва, со засадување, односно за зеленување со трева. Едноставно, тој проблем, да речем еколошки проблем, на загадување на воздухот може да се реши со некои помали мерки, кои навидом изгледаат помали, меѓутоа се крупни. Вашиот фокус не е првично на рек Битола и она што не е само рек Битола. Што го потенцираме. Јас сметам дека во Битола можат некаде 8 до 10.000 дрвја да се посадат. Да се обнови тој дел на отстранети дрвја и места каде што нема дрвја. Покрај тоа околу загадувањето, да речем, на Битола, еве сега летото доаѓав од Претор, бегајќи некаде до Ротино се чувствуваше свежина во воздухот, релативна свежина, споредено кога од Ротино ќе влезете во Битола. Овој појас овде на ридови, кои беа изгорени пред години, не е обновен. И тоа е една од причината за да може воздухот да се прочисти. Значи, ние имаме една лепеза на работи кои можеме да ги оствариме, за да можеме да го подобриме загадувањето, односно
да имаме чист, здрав воздух. Покрај тоа на Битола и треба и здрава вода. Јас сета како активист бев учесник во локалниот еколошки акционен проект некаде 1996 година, во која дискутиравме околу загадувањето на водата, воздухот, почвата, бучавата и други работи. Таму се зборуваше дека водата која ја пиеме во Битола е загадена со трихалометани. Тие се канцерогени материи. Ние вода примаме од филтерницата и примаме од Стражевското езеро. Некои граѓани се жалат дека водата е катастрофално лоша за пиење. И на тој начин ние сме изложени, покрај зрачењето од рек, сме изложени на негативното влијание на водата која што ја пиеме. И таа вода е влезена во целиот процес, да речеме, на готвење и на било што. Дори имаше експерти од санитарната инспекција кои интерно зборуваа дека не сме таква вода да биде. Меѓутоа не сакаа да се спротивстават. Пред 21 година се зборувало за проблеми со водата, кои што јавноста не ги дознала. Да, исто како што се зборува за загадувањето со рек. Луѓе стручнаци, лекари, специјалисти, зборуваат дека частиците од рек предизвикуваат рак на белите дробови. И тоа не смееше јавно да се зборува, зашто бидејќи не било добро, ќе се створел револт преку рударско-енергетскиот комбинат. Многу луѓе земаат плата, многу фамилии екзистираат со тоа. Меѓутоа, ние треба отворено да исклукаме вистината во јавноста, за да види јавноста со какви проблеми се сочуваме. На запад, ете ќе спомнам Норвешка, кој ќе се појави еден проблем. Невладините организации, опозицијата за 48 сати ја подигат земјата на ноце. Веднаш се прекинува со некоја постапка која е антиграѓанска. Значи, ние треба да биме свесни дека треба да се спротивставиме на она кое ни штети нам, без разлика на која политичка партија припаѓаме. Без разлика дали припаѓаме на двете големи политички партии, и тие имат деца, и тие имат роднини, кои ќе пијат загадена вода, кои ќе вдишуваат загаден воздух. Значи, ние тоа мораме да го санираме. На Битола и треба нова филтер станица. Вие да видите каква е таа филтер станица од поранешна Југославија, вие ќе се зачудите едноставно. Постојат многу фондации, односно европски фондови, кои што даваат средства околу филтерници, односно филтер станици, околу прочистување на реципиентите на реките. Реките треба да бидат механички, хемиски и биолошки чисти. Значи, од цел тој отпад треба да излегува чиста вода и таа вода да се влива во морињата. А ние одиме на море, се капиме, мислејќи дека водата е идеално чиста. Тоа е малку апсурдна ситуација. Околу депониите. Одиме за здравје, практично добиваме инфекции. Така би се превело. Да. Ако зборуваме околу депониите, исто така јас сум учествувал на семинари во кои се зборува за одредени фондации кои се спремни да вложат за регионални депонии. Значи, селектирањето на отпадот доведува до материјална корист на еден град, на едно општество. Ние тоа го немаме. Ние тоа го немаме бидејќи нашите политичари 27 години се приврзани кон елитите, кои елити гледаат да го држат во туторство граѓанството и народот на Македонија. Значи, околу депониите, селектирањето на отпадот ќе доведува до бенефит заради тоа што можеме да добиваме бесплатна електрична енергија, можеме да добиваме бесплатна енергија, да речем, за уличното осветлување. На запад не се плаќа ѓубретарина. Ние, за жал, плаќаме ѓубретарина. На запад големите компании и мафијата се борат за ѓубрето. Да, имаш на располагање ѓубре, ќе имаш и издвоена. Тоа е материја која што може да се рециклира, да се обработи. И тоа е нешто многу позитивно. Околу овие работи, значи ѓубретарина, комунални услуги, вода. Јас мислам дека во вакви услови на стандард на битолчани, се ова треба да биде бесплатно. Ние живееме на работна екзистенција. Кога еден европеец би дошол во Битола, не би обстанал ни 48 сати. Значи, ние, битолчани и граѓаните на Македонија, едноставно сме
илузионисти како можеме да обстанеме. И Девид Коперфилд може да ни заведе. Левица, споменавме, предлага 50% намалување на давачките кон јавните предпријатија, но еве бидејќи го зачнавме проблемот со чистиот воздух, екологијата, 2-3 години наназад пишуваме само постојано и некако се уште немаме ефект од тоа. Во однос на тој проблем, Левица што предлага? Што замислува? Значи, првен морам да напоменам дека проблемот со чистиот воздух, односно загаденоста на воздухот, ве започнаа другари од Левица. Значи, јас носам и слики од првите протести, герила акции кои беа правени, сигурно се сеќавате. Ова веројатно како медиумите пишуваа, затоа што ние пишувавме во јуни пред неколку години. Ова е 2013 година. Така да, во однос на загаденоста на воздухот и што Левица предлага, морам да напоменам дека во услови на енормна сиромаштија, во услови, како што напоменавте и вие, на глад, на неправда, се обвинуваат луѓе кои се греат на дрва преку зимата. Значи, замислете едно семејство кое што 4 члено семејство без никакви приходи во текот на месецот решава да зимата ја помини со дрва и тоа да биде обвинето. Значи, на секој му е важно здравјето и на секој му е важен здравиот воздух, меѓутоа тоа семејство се обидува да преживее. Тоа не значи дека тоа семејство не е свесно за проблемот, меѓутоа јас повеќе би го детектирала проблемот и од социјален аспект. Ние имаме голем проблем со невработеноста или пак со вработени луѓе кои што немаат доволно примања. Тоа значи дека ние некаде ќе работиме, меѓутоа во какви услови ќе работиме и какви примања ќе имаме, тоа е уште поголем проблем. Ние како Левица имаме алтернативни мерки. Во однос на јавното сообраќајно предпријатие ние нудиме тролејбуси кои што се еколошко превозно средство и има пари во буџетот за такви тролејбуси. Понатаму велосипеди, исто така подигнување на свеста од тој аспект, повеќе пешачки зони и регулирање на централното градско подрачје каде што би имало помал проток на автомобили во текот на денот, а со тоа ние би можеле да се движиме или да возиме велосипед многу побезбедно. Кога станува збор за Рек Битола, кои се вашите размислувања, имајќи во предвид дека како работничка партија, веројатно и статусот и здравието во случајот на вработените таму треба да биде во фокусот на вашите интересирања. Точно, затоа и напоменав дека условите за работа се многу важни за нас. Значи, во однос на Рек Битола, целата заштита која што треба да имаат работниците, нив треба да им се обезбеди. Мислам дека во Македонија и особено и во Битола не постои место каде што работникот е доволно заштитен или дека се почитуваат работничките права. Оттаму доаѓа и проблемот можеби за големата заболеност или пак не знам на работниците во Рек Битола заради несоодветна заштита за нивното здравје. Претпоставувам, не сум експерт, меѓутоа има стручни луѓе кои тоа треба да го кажат дека е навистина така. За тоа треба да се зборува јавно, затоа што се работи за човечки животи. Во однос на Рек Битола, секако експертите треба да кажат што е најдобро, дали филтрите се единствената заштита или има и други работи кои што би заштитиле и би имале чист воздух, меѓутоа дефинитивно и вработените и луѓето кои што живеат од Рек Битола треба да го видат бенефитот, а не само индивидуалци. Господине Вељанов, започнавме со економијата, рековте сте биле своевремено и активист за еколошки прашања, но меѓу сето она што го споменавте, кажавте во неколку наврати дека нема насмевка и нема радост кај битолчани заради фактот што немаат екзистенција. Како да им се обезбеди екзистенција? Во индустриската зона Жабени, со поддршка на мали и средни бизнеси, поддршка од општина за самовработување, по различни програми на различни политички партии, ќе слушните мал милион на можности и ветувања кои што може да донесат зголемување на работните места. Кои се вашите размислувања односно на народното движење за Македонија? Еве, например, го спомнавте Жабени, јас многу не сакам да се задржам околу тој Жабени, бидејќи таму луѓето работат за плата која е минимална плата. Значи, многу беше развикана таа идеја
дека да се постигнат договор за некоја минимална плата, која за жал во Македонија стана просечна плата. 95% од граѓаните на Македонија живеат во сиромаштија. Не е проблемот, да речеме, со отворање на фабрики во таа зона. Па свртете се, погледајте низ Битола колку дуќанчина се затворија. Инспекциите нон-стоп ги гонат дуќанџиите за некакви ситници, наместо да се малиот бизнис, наместо да се развие, односно да се стимулира, тој се затвора едноставно. На запад, државата доаѓа кај тие малостопанственици, кај тие дуќанџии и ги прашува каков проблем вие имате. Дали имате некои комунални проблеми, пристап, да речеме, до дуќанот, дали имате проблеми со набавка на роба, дали имате проблеми со нешто друго кое е врзано со вашиот бизнис, така да го стимулираат вработувањето. И на тој начин, тој из дуќанџија нема да работи со двајца, туку ако бизнисот се прошири, ќе работи со четворица. Ние сме сведоци како во Битола нон-стоп се затвораат дуќани. Кога почна на широк сокок да се затвораат дуќани, значи ние сме пред еден колапс кои последиците ќе бидат страшни за жал. Значи, повторно ќе спомнам, интелектуалците, интелигенцијата, се она што е на врвот, да речеме, на раководството во оваа држава треба да се замисли со состојбата со овој народ, односно со состојбата со градовите и со Битола. Бидејќи ние живееме во екстремно лоша економска ситуација. Народно движење, го спомнавте, има своја програма, има своја цел со скалесто зголемување на платите, меѓутоа тоа би се остварило кога би биле власт. Народно движење е трета политичка опција во Македонија, која, ќе повторам, досега не партиципирала, не била сателит на ниедна поголема партија. Ние живееме во некој, да кажам, медиумски мрак, бидејќи медиумите претежно ги покриваат големите политички партии. Меѓутоа, нешто се случува сега во Македонија, последните години, кога веќе луѓе кои биле политички активни повторно се враќаат, се повикани од медиумите да зборуваат за ова состојба економска во Македонија. Финансирањето на двете големи политички партии доаѓа од таму што тие имаат голем монопол, односно се способни да ги платат медиумските куќи за да можат да бидат застапени. Не значи дека некоја мала политичка партија, условно земено зборуваме, дека не е моќна. Голема политичка партија е онаа која ќе добие многу гласови. Некоја наводно ќе собери со автобуси и луѓе на голем митинг во Скопје или било каде. Голема политичка партија е онаа која што ќе биде сакана од народот, од граѓаните. На запад, ако се споредуваме со Европската унија, администрацијата останува иста, доаѓа нова политичка гарнитура, донесува свој министер и ја спроведува својата програма, а не ги оценува граѓаните со некакво си вработување. Еве, ние партиски ќе ве вработиме. Конкретно за Битола да кажем, јавните предпријатија, комуналните предпријатија, станаа агенција за вработување на политички кадри. И луѓето влегуваат во политичките големи партии заради тоа што мислат дека ќе се вработат. Значи, тие се активни и уценети. Тоа е најсигурниот модел на решавање на екзистенцијалните проблеми. Да, нема потреба за жал тоа е еден голем страм. Големите политички партии живеат во својата бесрамност да ги оценуваат граѓаните со вработување или со обеќавање на вработувања непосредно пред избори, доколку се активисти или доколку им донесат наводно гласачи на изборите. Тоа не е во ред. Тоа може да биде брука за тие големи политички партии. И што се случува кај нас? Се случува јавните предпријатија едноставно да бидат пренатрупани со вработени, да бидат пренатрупани со администрација, која администрација не е продуктивна. И плюс ќе кажам, еве со случајот со рамковниот договор, запослени се
граѓани кои не одат на работа, А земаат административна плата, што е голема неправда. Јас мислам дека ова представникот од левица најдобро го знае и може да го образложи, така да граѓаните на Битола се наоѓаат во еден клинч. Постојат многу методи за зголемување на вработеноста на локално ниво. Ние, ако сме домаќинска држава, ќе ги искористиме сите фондови во Европската Унија за да придонесиме за вработување на граѓаните од Битола. Што сме ние? Ние сме едно предградие на еден голем европски и светски град. Противпожарното друштво во Њујорк има поголем фонд на финанси отколку буџетот на Република Македонија. Јас мислам дека многу лесно може тоа да се реши. Ние од Битола имаме многу иселеници во диаспората. Кога би направиле едно поврзување со тие иселеници, односно кога тие би добиле право да добијат државјанство спрема родовото наследство, тие би биле привлечени да вложат во Македонија, меѓутоа во закони, во правен систем во кој ќе функционира една правна држава. Кај нас не постои ни правда, не постои ни вистина. Ние сме тотално морално деградирани, што духовно треба наново да се обновиме. Тоа ни е голем проблем. Значи, свесноста кај граѓаните на Битола и граѓаните на Македонија треба да порасни на многу повисоко ниво. Треба да бидеме свесни за нашите постапки. Кога ќе бидеме така свесни, ќе можеме да ги привлечеме сите оние фактори однадвор кои можат со мали трошки да придонесат за економијата на Македонија. Ние многу брзо можеме да ја надминиме ова економска состојба за 2-3 години и можеме да имаме еден добар стандард. Економијата, екзистенцијата, работничките права секогаш во фокусот на политичката партија Левица. Не е тајна и од едно истражување кое што Телма и МЦМС го има пред изборите во септември, граѓаните велат дека локалниот економски развој е оној на кој што предполагаат или предпочитаат политичките партии да стават акцент за време на локалните избори. Вие како го гледате економскиот развој на Битола? Битола нема економски развој. Да, тоа се повеќе се покажува. За жал, носиме странски инвестиции кои што со парите кои ги вложуваме за да се донесат тие странски инвестиции можеме многу повеќе да направиме. И да не се лажиме, веќе странските инвестиции во Македонија па и во Битола стануваат концентрационен логор за работниците, односно работниците пак слободно може да нарачиме дека се робови. Произведуваат за некој голем газда, а газдата само го бери бенефитот кој што го има, односно парите и така натаму, и заминува од Македонија, а пак работниците остануваат пак на истото на ниво на кое што биле. Нашата цел на Левица не е преживување на работниците, сметаме дека локалната самоуправа и текако може да влијае во централата за тој економски статус. Ние имаме голем проблем со социјалната правда, со обесправеноста на овој народ и со осиромашувањето на овој народ. Уште еднаш, минималната плата која што се донесе на ниво на Македонија не е бенефит за работникот, тоа е на штета на работникот. Ние како Левица би се бореле да има, ако не повеќе сатница, тоа би значило многу поголема заштита на работникот. И во петокот имавме представка до Уставен суд за нормираниот учинок. Тоа ќе значи дека ќе имаме енормно високи норми за работниците, кои што работниците нема да можат да ги постигнуваат, а за таа сметка ќе земаат пониска плата, што значи дека бенефит од минималната плата нема да имаат работниците. Работничките права, кршењето на работничките права. Значи, во Македонија нема синдикат кој што функционира, кој би ги штител работниците. Тоа значи дека имаме тотално непочитување на работничките права. Можеби ние некаде на хартија имаме идеални работнички права, меѓутоа тие работнички права не се почитуваат. Имаме смртни случаи, имаме случаи каде што вработени одат на работа, а се потпишуваат дека се на одмор, имаме неисплатени прековремени часови, имаме неисплатени саботи и недели, имаме неисплатен празник. Значи, работењето на работниците, ние го даваме својот труд, меѓутоа фидбекот не го имаме. Тоа значи дека сега 5 или 10 години ќе ги имаме странските инвестиции и потоа кога ќе најдат поповолни услови, тоа значи поевтина работна сила,
дека тој газ да си заминува, а тука работниците ќе останат во можеби и полошо ниво од колку што би. Сепак велите дека притисокот на локалната самоуправа кон централната власт може да придонесе. Освен тој притисок кој што еве во некоја предпоставена ситуација на централна и на локална власт од идентична политичка партија можеби би можел да функционира, што друго може да направи локалната самоуправа? Во Битола сведоци сме дека постои индустријската зона Жабени неколку години наназад. Кромберг и Шуберт е за жал се уште единствената инвестиција која што сме ја видели покрај приказните што се уште актуелниот градоначалник Владимир Талевски во многу наврати ги сервираше, како се 48 дозволи за градба издадени, колку се инвеститори заинтересирани, но рековме факт е дека се уште е само Кромберг и Шуберт таму. Знаете, многу е симптоматичен овој момент. Оние кои ги носеа странските инвестиции, кажуваат дека има работни места. На прашањето, дали знаете каде работат работниците, тие велат не. Па како носите странска инвестиција или како дозволувате да се отворат такви работни места, кога не знаете каде вашиот народ ќе работи? Проблемот кој што може да го детектира една општина, односно во конкретниот случај општина Битола, кога ќе дозволи на одредена територија на општина Битола да се отвори таква странска инвестиција, може постојано да надгледува како се одвива работењето на тие работници, значи не зборуваме да изиграва синдикат или пак да биде трудова инспекција, меѓутоа општината има обврска затоа што општината вели во општина Битола работи Кромберг и Шуберт. Таму тие 4000 работници кои што се буквално се робови на овој систем. Се внимавајте на зборовите, само да ве предупредам, Левица стои за тоа, значи Левица стои за веројатно ќе реагираат и компанијата потоа. Слободно нека реагира, значи ние и во движењето за социјална правда Ленка и сега имаме анонимни писма кои што работниците се жалат во какви услови работат. Тие имаат притисок, земаат мали плати, одат и прекувремено на работа, меѓутоа немаат никаква заштита. Знаете, не е привилегија да земиш редовна плата и да имаш одмор од 10 дена. Тоа е основно право на секој работник. Со тоа што во Кромберг имаме редовна плата, не значи дека ние треба да молчиме на сето друго што се случува. Значи привлекување на странски инвестиции, кога еве влегувате во Советот на општина Битола и меѓу другото на седница се наоѓа точка за некоја странска инвестиција која што доаѓа во Жабени или можеби ќе ве повикаат на удирање на камен темелник, како што тоа некогаш се правеше. Вие како ќе реагирате? Пред се сме против, како Левица и јас лично, против странски инвестиции, затоа што сметаме дека ние можеме да си овозможиме фабрики кои што ќе даваат достоинствен живот на работникот. Во однос кога си малцинство во Советот и треба некако да реагираш, тогаш дефинитивно пред се ќе се бара заштитата на работникот и во какви услови ќе работат тие работници, а не само да излеземе пред јавноста и да речеме имаме работни места. Тоа не е нашата цел. Освен екологијата, екзистенцијата, што друго Народно движење за Македонија го гледа во фокусот на својот интерес за да ги убеди битолчани на 15 октомври да гласаат за нив? Па има доста работи. Мислам во овој наш град. Образование, култура, инфраструктура, здравство. Во ова наше општество буквално ништо не цвета. Ние сме соочени со страшно тешки проблеми. Еве го спомнав здравството. На Битоли треба нова болница. Не може една стара болница нон-стоп само да се доградува, да се менува дограма, да се реновираат WC-а, фасади, не знам што други работи. Во светот, после 50 години, технологијата се менува и се гради нов објект. Во светот, после 50 години, згради од армиран бетон се рушат, а не е еден објект кој е витален за нашето здравство. Значи, го спомнав здравството, го спомнав образованието. Па учениците се обременети со толкави обврски што родителите не можат крај да најдат на материјален план околу тоа што им бараат учителите, професорите. А тоа им го бараат учителите, професорите, за да тоа што е зацртано на ниво на Министерство за образование. Јас читав скоро дека ние го презедовме системот на образование, мислам дека беше од Шпанија, кој тие го напуштија.
Во Австрија, во Финска, во Јапонија, поготово сега се воведуваат нови системи на образование на децата, не им се даваат домашни задачи. Децата сега по секој предмет имат домашни некои задачи, обврски да направат нешто, барат помош од родителите. Од друга страна се помалку знаат кога ќе се помалку знаат, ние сме на скалилото кога наши, да речем, средношколци не ги знаат главните градови на повеќе држави во светот. А во мое време тоа беше срамота да не се знае. Така да учениците барат помош од родителите. Родителите не се вични сите да ги поучат своите деца, така да оценувањето испаја на родителите. Ако децата немаат помош во наставата, тие не покажуваат добри резултати, или тоа е како на некој да му дадете обврска, да речеме, некоја норма која не може да ја исполни. Кај него се јавува револт, фрустрација се јавува, незадоволство се јавува, одбивност од работата. Така и децата. Во Финска моделот на образование е таков да децата одат едноставно како на забава, како во забавиште. Одат, да речам, педагозите ги пратат како се однесуваат тие деца, какви афинитети имат од одредена област и ги селектираат понатаму да можат да ги насочат самите деца да се едуцират и да направат експерти од нив. Значи не секој може да ја знае математиката, иако има работни тетрадки по математика, има не знам какви, да речам, помошни работи околу тој предмет, не секој може да ја знае математиката колку да се труди, бидејќи има обврски од други предмети. Значи, кај нас учениците ги правиме на врста експерти. Тоа не е во ред. Значи, децата треба да се чувствуваат, кога одат на училиште, така прифатени, да бидат ценети како личност, да бидат задоволни кога одат на настава, а не да бегаат од настава и едноставно да имаат психолошки проблеми во самиот процес на образование. Значи, Јапонија е сега на врвот на тоа образование, ја спомна Финска, во Австрија... Да, во Финска беше нели неодамна министерот за надворешни работи за да договори се. Еве ќе спомнам за Австрија, децата едноставно ги носат, да речем, во земјоделски комбинати, во сточарски комбинати, каде што гледат како домашните животни се одгледуваат. Нашите деца немаат видено коза, немаат видено крава, тие знаат само маче, куче и кокошка, ако евентуално видат. Така да и во Европа децата не го знаат тоа, меѓутоа ги носат во природа, односно во тие комбинати, да видат како изгледаат животните, со што се ме окружени, како се хранат. Така да ние навлегуваме во еден процес на сајбер воспитување. Така. Ивана, меѓу другите проекти кои што мерки, 16 ударни рековме мерки, е насловот, ги имате и реконструкцијата на планинарскиот дом Копанки. Вие додавате тука и на детското одморалиште Пелистер. Уште една од мерките кои што велиме горе-долу се движат како за сите останати политички партии, така атрактивни се гледаат и за левица. Детското одморалиште Пелистер е во моментов приватна собственост, дадено под концесија и како тоа би се извело? Значи во однос, да, знаевме, имавме информацијата дека е приватизирано детското одморалиште Пелистер, меѓутоа сметаме дека секој јавен имот е подеднакво важен како што беше и случајот за офицерскиот дом во Битола. Ние ќе се стремиме и кон запирање на распродажба и раскрачмување на секој јавен имот во Битола, меѓутоа како левица и на државно ниво. За детското одморалиште Пелистер, јас сум сигурна и од тоа го зборувам, сигурна сум затоа што кога разговараме со битолчани, тие не се свесни дека тоа се случило. Тоа е истиот случај, повторно ќе напоменам, како со офицерскиот дом. Значи да скриеш, а да го продадеш нештото, односно да го оттугиш. На кој начин е продадено детското одморалиште? Под какви услови е продадено детското одморалиште? Што треба да се случува со детското одморалиште? Ние не знаеме. Тоа е наша собственост и не може некој да одлучи тоа да го даде на некој друг
без народот да даде било каква согласност. Значи, распродавањето, раскрачмувањето на јавниот имот е една цел на левица која што дефинитивно ќе се обидува во секој момент да го запира. Во однос на Копанки, информацијата беше дека нема маркица со соодветни правни работи, меѓутоа сметам дека доколку сакаме тоа може многу брзо да се регулира и да започне изградбата на Копанки. Ако не се лажам, тоа требаше да започне веднаш по опожарениот планинарски дом. Меѓутоа тоа не се случи. Накратко и за дел од останатите мерки имате реконструкција на офицерскиот дом и изградба на затворен базен во Битола. Да. И затворениот базен. Сакам, друга ми е пораката или поентата која што сакаме да ја извлечиме, дека горе-долу потребите на битолчани сите политички партии подеднакво, барем неколку нив, знаат да ги препознат и да ги акцентираат. Видете, политичките партии ветуваат од избори за избори. Левица е постојано меѓу народот, значи таа постои 2 години, меѓутоа нашите активисти постоја и претходно, меѓу кои на моја чест и задоволство сум и јас. Значи, тоа се реалните потреби на битолчани кои што реално можат да се исполнат. Ние постоиме за да ги коригираме големите политички партии, односно да укажеме дека 26 години не осиромашија и не опустошија како народ. Тоа значи дека да, тоа се реалните потреби на битолчани, меѓутоа наш човек во Советот навистина би имал притисок за тие реални проблеми да бидат остварени. Затоа што сум сигурна дека и по 4 години големите политички партии од она што го ветиле нема да исполнат голем дел. Особено интересна ми е 8-та мерка која што вели залагање на општината за правење законски измени за бројот на мандати на градоначалници. Би требало општината, односно новиот градоначалник, самиот да побара да не биде повеќе од 2 пати на чело на општината. Тука има убаво звучи и убаво би било да биде ограничен мандатот како ке председател, така кај премиер, па зошто да не и на градоначалник. Значи тука имаме некои општи мерки кои што ги усвоивме како левица. Тоа ќе значи дека ако некој навистина сака да работи за доброто на овој народ, конкретно за Битола, дека тоа би го прифатил. Ние ќе имаме и барање за намалување на бројот на членови во управни одбори. Тоа се луѓе кои што се партиски војници пуштени во тие управни одбори без да прават било што друго освен да земаат големи дневници. Ќе се залагаме и за намалување на тие дневници, односно тоа ќе значи пример просечна дневница од една просечна плата. Исто така, она што е многу важно, ако е што во општина Битола доколку имаме советник, ќе се залагаме, е тоа да ако јас како советник навистина ја сакам Битола и сакам да придонесам, тогаш тоа ќе го правам надвор од работно време или во сабота и недела. Сега што се случува? Најголем број од советниците се вработени, најчесто во државни институции, и тоа значи дека кога ние имаме совет, јас не одам на работа. Работниците не можат да одат во ВЦ во фабриките или во било која друга приватна компанија или било што и да е, затоа што тоа е забрането буквално. Или пак треба да праша па да чека за да оди во ВЦ, а не да излези да оди на некаков преглед. Тоа значи дека овие луѓе кои што се советници, а се вработени, тогаш тоа ќе го прават надвор од работно време или во сабота или недела. Тоа се некои општи мерки кои што сметаме дека доколку сакаме да се избориме за нештото, во конкретниот случај за општина Битола и за напредот, тогаш навистина покажеме дека го сакаме тоа. Така. На крајот од емисијата таксативно само уште неколку интересни мерки кои што ги промовирате. Прогласување на Мал Битолски Монмартер го спомена и претходно за манифестација од особен интерес за општина Битола и нејзино финансирање. Поучени од искуството последниве неколку години, кога беше апсолутно запоставен од страна на локалната самоуправа. Па после опожарениот Мал Битолски Монмартер, навистина очекувавме дека општината ќе придонесе некако. Знаете, тие се наши амбасадори низ целиот свет и не само за Битола, туку и за Македонија. Сметаме дека Малиот Битолски Монмартер како треба да биде заштитен, баш како што треба и браќа Манаки, да биде под целосна надлежност на општина Битола. Секој град си има своја специфичност, тоа представува специфичност за овој град, па ние ќе се залагаме тие да бидат под општина Битола и да бидат финансирани одредени работи на Мал Битолски Монмартер, како би можел да има уште поголема успешност. Со Ивана започнавме, со вас завршуваме. На крај од емисијата, која е пораката? Кратко, само ве молам, веќе поминавме час и нешто, а имаме
термин за вести во 21:30. Мојата порака до гласачите е дека треба да бидат свесни, треба да бидат храбри, треба да го послушат натрешниот глас, што им зборува и да го заокружат оној број кој смета дека е најдобар за овие локални избори. Јас стојам зад граѓаните на Битола во однос на секоја неправда која што им е случај на ним. Повторно ќе спомнам случајот ТАТ, аферата ТАТ. Скопје, политичките елити од Скопје можеа многу едноставно да го решат случајот со ТАТ и да ги обештетат битолчани со некаде сума од 60 милиони евра, која сума е 10% од вредноста на спомениците кои ги правеа во Скопје, а се зборува за една сума од 600 милиони евра. Страмота ние да немаме железничка врска со Беломорска Македонија. Страмота и за многу работи што беа тука спомнати околу правата на работниците. Едноставно, јас сочувствувам со граѓаните на Битола. Јас ќе бидам секогаш со нив, доколку се спроведува некоја неправда. Ќе бидам нивни поттикнувач да се охрабрат во своите цели, да ги барат своите права. Бидејќи ние пред сме луѓе. Ние сме луѓе, човечки битија. Секој човек има право на живот, секој човек има право на екзистенција, на нормален развој. Не смеме ние животот на граѓаните да го доведуваме во опасност. Некој енормно да се богати, а некој да не може крај со крај да составува, како што го спомна случајот кон носителот на листата од Левица, дека времето им е стопирано кога ќе одат во ВЦ. Ние живеевме во едно општество, во еден систем во Југославија, кога работничките права беа широко почитувани. Ние отидовме еден чекор напред, но сега се враќаме не 2 чекори, туку 100 чекори назад. Мора тоа да биде променето. Ние зборуваме за интересите на сите нас овде присутни, за граѓаните на Битола, за секој човек. Значи, еден човек, една човечка душа е поскапа од цело богатство во светот. Значи, кога го имаме предвид тоа, ние ќе станеме посвесни за да можеме да се бориме за правата на граѓаните. Не декларативно само пред избори, туку континуирано, постојано. И сметам дека граѓаните на Битола не треба да потклекнат под никакви притисоци од големите политички партии да бидат уценувани дека ќе бидат вработени или ќе го изгубат работното место ако се наоѓаат на работа, туку свесно да гласат за оној кој сметат дека по нивно убедување најдобар, бидејќи секој има право на работа. Спрема повелбата на Обединетите нации, секој граѓанин на овој свет, секој жител има право на работа, на екзистенција. Значи, граѓаните не смеат да потпаѓаат по никакво влијание. Нивното работно место е цел на екзистенција. Не смееме ние да ги условуваме. Ова што се случува пред локални избори е само лакрдија. Јас ова го зборувам постојано во контактите со граѓаните, со секој и ги охрабрувам едноставно ние да кажеме доста е со она што го диктира Скопје, односно политичките елити, кои политички елити се едноставно една медајля која има 2 лица, а работат за иста цел. Она што ни го пласират како демократија е чиста демагогија и лага. Треба да дојдат да ги гледаат проблемите на луѓето, на граѓаните, да се извинат, политичките елити во Скопје треба да се извинат на битолчани за случајот со ТАТ, за случајот со загодувањето и да застанат еднаш за Битола, да ја форсираат како град кој стварно има услови за еден богат развој. Ние во поранешната Југославија бевме поразвиен град отколку сега во самостојна Македонија. Ви благодарам. Ивана, сосема за крај твојата порака до гласачите во пресрет на 15 октомври? Па доколку гласачите на Битола ја дадат довербата на работничката партија Левица, ние сме луѓе кои произлегуваме најголем дел од работнички семејства, во принцип сите сме работници, меѓутоа зборувам во однос на професија. Дефинитивно ќе видат дека има некој кој нема да изневери нивната доверба и дека ќе работи во името на народот, односно од народот за народот. Ви благодарам и на двајцата многу, ви посакувам се разбира успех на 15 октомври и се надевам се гледаме во следна прилика.
Благодарам и вас. Почитувани гледачи, тука е крајот на оваа втора изборна дебата во организација на телевизија Орбис со дел од носителите на кандидатските листи за советници за локалните избори на 15 октомври. И во деновите пред нас, се таму до изборниот молк во петок на полног, видете со програмата на телевизија Орбис ке следуваат уште многу интересни содржини поврзани со можноста или приликата да го изградите вашето мислење и на крајот да се одлучите за кого да го дадете вашиот глас на 15 октомври. Бидете и понатаму со нас.